Одиме, Кога ќе кажеш? Гоце Наумов, добре дојде. Добре те најдов. 20 гостин за првиот серијал на Джезо Денес. Убав јубилеј. Одличен, да, тоа е последната емисија која што е замислена за овој серијал. Како беше на сириска граница, да те прашам прво? Па, прилично возбудливо. Не толку травматично колку што тоа звучи, ама многу интересно. Така, кога ми пиша сега сум на граница со Сирија, некако страф ме фати, реков само stay safe, не знаев што е работата, но Да, зуба. ајде што беше, кажи малце дел, затоа што тој е описот уствари тоа што си ти денес. Аха, да, па таму има во, да речем, источниот дел, најисточниот дел на Турција и најзападниот дел на Сирија, има едни многу интересни локалитети, тие се неолитски, првите неолитски локалитети, некаде 9.500 години пред новата ера, значи околу 11.000 години постари. И тие се појавуваат прилично наеднаш и со многу монументална архитектура која е несватлива за тоа време, а и за времето после тоа. И јас одамна ги знам, ги имам многу пати гледано и на илустрации, и читано за нив, и делумно пишувано. Ама никогаш ги нема видено. Пред 10 години имав една опција кога работевме во Конја, во централната Анадолија. Така. Ама неа, бидејќи тогаш само со автобусите одеше, не можев да искористам бидејќи ми кидна автобусот, ама сега се појави прилика и беше неверојатно искуство да се видат сите тие локалитети. Значи ти си исполнил една од желбите Да, тоа во беше. животот. Кладжилак. Да, ама една па друга голема желба ти беше втори албум или онај новиот албум на кој што на промоција бев јас и можам да ти кажам дека го слушав албумот и ми се допадна многу. Драго ми. И како концепт и како звук и идејата поради која што е направен, Да, напишан и така. многу луѓе се виновни за тоа. Членовите на бендот секако, Ивица Јанковски. Штраф? Да. Океј, ова е новиот албум. Тон мајстор и секако Скопски џез фестивал како иницијатор за тоа да се даде, затоа што ни е Браво. драго што имаа желба тоа да го публикуваат на некој начин. И сите тие нешто се споја многу убаво да ете и нашиот звук и квалитетот на Штраф и секако заложбата на Џез фестивалот тоа да изгледа отмена. Се споја некако фино и испадна рух кој мислам дека сите го чекавме онака со трпение и вредеше се тоа трпение, затоа што сите сме задоволни, уште од самиот процес на снимање нешто се случи убаво и вредеше цело тоа време да помене за да излезе на виделин. А концертната промоција беше во рамките на Скопски Џез фестивал. Да. Тоа беше предлогот на СДЖФ, да го издадат албумот и да го свириме. Супер, да. Што беше одличен чекор, затоа што прво заслужува албумот на тој начин да биде представен, а второ го виде многу повеќе публикот кој што ние кога би го организирале самите би можело да го види. Апсолутно, Така да. да беше последен концертот, сам преполна сала, толку доцна, бидејќи прилично доцна свиревме во работна недела. Кога беше? Во Последен четврток, почна? во четврток во 11:40 целата, речем, таа манифестација почна. Така да беше многу убаво и ми беше многу драго, мислам не на мене, на сите Да. дека луѓе толку доцна дојдоа, останаа до крајот, не испочитуваа. Многу убави критики добивме и што е најбитно за нас како музичари, имавме многу убав звук на сцена. Знаеш колку е во МКЦ во денсинг тешко да се добие коректен звук на сцена. Кој работеше со Штраф? Не, Штраф не можеше, имаше снимање со некои музичари од Германија. Така да Трипер не работеше и беше одличен. Напред верувам дека било добро што ми кажа дека бил звукот супер. А мониторингот? Мониторингот тој го работеше и беше многу добар. Мислам онака баш како во студио се слушавме добри. Прва работа што направивме кога завршивме со концертот. Си реков, телеме многу е добар звук. И вика, види колку добар звук на сцена, никога не му се случило такво нешто, толку долго свириме во МКЦ сите ние. Ви такви моменти се многу ретки, без Да. разлика дека е Скопски фестивал или друг фестивал може да ти се случи на некаков по low level фестивал да ти се случи тако Апсолутно. саунд. Јас имав се сеќавам 2019 во Италија на Рочела во една марина свиревме. И онака, знаеш, гледаш море, гледаш бродчина, гледаш 300 столици наместени и онака марина е и
Звукот беше перфектен. Да, значи Знаеш, не ви значи луѓето сметаше знаат. водата, да. Ништо не сметаше, знаеш како така да некогаш и на чудни места, како денсинг сала на пример, можеш да имаш добар саунд. Или Да. пак да одиш во најубавата сала што е моментално кај нас и да Што бидеш се случувало многу често. Добро. Ама и тоа е и моментот на тоа како вие сте се осекале и Сега, колку сте имале она Па драж не, и желба за да го свирите. Генерално сме многу опуштени као бенд и као луѓе, немаме некои драматики, некои премногу, знаеш, правење филмови или некакви авторитети. И Така. тие што се авторитети, а знаеш кои се Така. големите зналци на музиката во бендот, се многу скромни, нема, знаеш, ситуации во кои би се нешто нарушило, така да и спремањето на концертот и изведбата на концертот поминаа многу лесно, така да пријатно. Така. И мислам дека има логика зашто е така. Океј, некако однопаку го почнавме Джезот денес. Така Инаку, треба. јас стално кажувам, Джезот денес е првиот джез подкаст во Македонија, наменет за промоција и афирмација на джез и современата сцена во Македонија. И сега вие сте и дел и од джез и од современата джез сцена, затоа што вашиот саунд, иако сакаш да кажеш дека наликува на ECM или на тие изданија, или јас така читав, можеби во меѓувреме се сменило. Јас мислам дека е многу поблизок до таа Nordic scene отколку до ова што е, да речам, сцена кај нас, но како производ и како е онака убав, скоцкан, спакуван и мислам дека 25-та како му доаѓа имате многу повеќе концерти. Да. Барем надвор. Има најави. Можеш да кажеш за ова, ајде. Има најави, сега не Ако е само, ама не е телевизија, ова не е телевизија, можеш да кажеш. Нема везе. Затоа што Знаеш како спаковано добро е, знаеш како готов производ е. Што ме така, тоа што... Знаеш како викаат старите, кога нешто го збориш многу, Океј. се јаде и после ќе биде зедено и Океј. нема да се конзумира, така Сакаш да ги фатиме по темплейтот прашањата како што Како оди? сакаш Па, ти си ајде. домаќин, јас сум гост. Ајде, јас сум домаќинот. Кој е Гоце и како би се опишал себе си, ама денес? Иако ја фативме работата. Спори за денов или за денеска? Па нека види денес, не денешница? знам како сакаш. Ам, Што се прави Гоце, окре тоа што си музичар? Па, ја не би се карактеризирал како музичар. Барабанџија, можеби. Тапанар, знаеш? Да, еве, јас правам дистинкција меѓу тапанар и барабанџија, затоа што кај нас мислам дека се прави една круцијална грешка. Барабанџиите се викаат тапанџи, тапанари, не знам. Ама не сме ние тапанари. Тапанар е човек што или тапанџи е човек што свири на тапан. Так. Исто како во секоја музика во светот, и во Јужна Америка, и во не знам, и во Централна Европа или во Азија, инструментите перкусивни си имаат свое име. Так. И во нашиот инструментариум тапанот има конкретна функција и тоа е инструмент кој се свири со, нели, вертикално, Така со да е, посебен така, стил, така. со посебен метод. Ова е сет, бубањ. Точно, а бубањ. во нашиот вокабулар имаме збор за сетот кој го свириме. Ние се вика барабан, тоа е нели добошот кој служел како гласило порано во минатото. Така, ма е само еден сегмент. тоа Точно. само еден. И од барабан, кога имаш повеќе такви, бидејќи се свират и останатите елементи како барабан. Така да, затоа и Том, нашиот сет е всушност Флор. Да, се барабани, а не се тапани. Тапани Да. се свират поинаку. И мислам дека тоа треба пополека да го менуваме во официјалниот македонски јазик и особено во примената на тие именки. Добро ме попреа ова другото. Не, тоа не се однесува на тебе. Ова другото што? Заборев. Да. Така да, освен нели свирењето, бидејќи јас секој ден вежбам, си одржам нека форма, така да морам со овие дечки со кои свирам и во Set State и во Next to Silence, морам да одржам одредено ниво за да бидам може не рамо до рама, или рамо до стомак со нив. Ама во секој случај покрај нели музиката и Ма твоја професија е што? работам археологија, тоест истражувам. Така. И сега археологијата некои ја сваќаат на одреден начин, нели? Но да потенцирам дека тоа подразбира и пишување многу, и читање многу, ископување многу, шетање по линија, ливади, ридови, планини. Сигурно ти е многу откривање. интересно. Да, многу, исполнете се деновите од сабајле до вечер и со археологија и со музика. И не е досадно, сега нормално и археологијата и музиката во голема мера понекогаш подразбираат и администрација, значи за да имаш проекти, мора да аплицираш, па мора извештај да правиш, па знаеш самиот музиката како е така. Да. Добро, ајде во кратки црти
Опишете го вашиот пат за да стигнете тоа што сте денес. Еве да имаш 2 албуми, да имаш 2 бенда кои што Па се и како битни Има многу асфалт за историјата на македонската, особено джез сцена. Па види, сам албумите Ај ќе ти го скратам. Кога ти беше кликот дека сакаш джез да прави? Претпоставам не тргна со джез, не знам, или слушаше некаква друга музика. Кога почнав како дете, јас слушав многу Jean-Michel Jarre. Тоа ми беше фасцинација како дете, сакав Electronica of the 80s. звуци, да. И ме фасцинираше, мислам, тој тип на имагинација што ја буди таа електронска музика, ама никогаш не засакав електронска музика, она модерна од 90-ти години, техно сцена. Никогаш не ми беше пријатна, ама не е битно. И после некако почнав да го откривам рокот, рок-н-ролот преку Ерик Клептон, Dire Straits, со еден другар од средно школа, се уште сме другари и одиме на планини. Почнавме кај мене, свиревме јас на кревет и на канти, тој на акустична гитара. И тоа беа почетоците, иако најмногу од свет сакав да свирам на канти за сирење, што ти има посебен звук. Пластични, такви? Не, лимени се. Тие златни што беа, како не со капак горе. Најмногу тоа го сакав. И всушност таму Јас сум во тоа време. Сирењето. Точно. И таму джезот ствари го открив како мал, несвесно затоа што таму многу импровизираш, кога свириш рок-н-рол, мора да си конкретен, нели? А кога свириш на канти за сирење, мора да создаваш нешто ново да не ти биде досадно. И после многу лесно во средно, не знам, преку Влебисол ствари го открив джезот. Не сакав како мал джез, го слушав на телевизија, кога имаше сеќаш доста на Чест на екранот, джез на екранот. Така, да. И ми беше абстрактно, знам, даваа концерти од Гарбарек, Бил Фризел, мислам, ја ги памтам тие концерти, ама тие луѓе ми беа онака апсолутно нејасни. И после преку Лебисол, поготово преку првите 3 албуми, и Ручни рак ми бе клучен албум за откривање на джезот, сватив дека има нешто по сугестивно од рок-н-ролот и така да отидов тогаш во прва година. Добро, ама баш тие правите 3 албуми на Леписол се низ јазикот на рок-н-ролот е доловен сегмент од джезот. Затоа што сигурно можеби тоа и ти била за да те заинтересира. Моментот затоа што имало повеќе рок отколку джез. Апсолутно, да. Мислам и го има тој масивен звук што ми одговарал. И нормално после еволуираш. Мислам јас имав среќа, имав и супер наставничка по ликовно, која некојаш ни носеше студенти кои требаше да учат педагогија, ликовна педагогија. И ќе ни даде нешто задача. И еднаш кеден пушти джез на час. И многу ме заинтересира. И ви кажа, сте сликајте тоа што го слушате. И јас, бидејќи веќе свирев буњи, земав 2 четки, ги натопив во туш и со нив свирев, знаеш, по цртежот, и него му се виде тоа интересно и му предизвика внимание и добро реагираше. Мислам дека тоа беше еден стимул кој ме инспирираше дека можеш да бидеш слободен и креативен и дека джезот ја дава таа слобода и така влегов после низ тие, да речем, визуелни аспекти во джезот и после со разни бендови, нели, учиш. Добро, ако беа Леписол, оние првите иницијална каписла, како што кажа, кој е онај, да речам, артист или автори кои што онака ти го задржа вниманието? Гарбарек, јас сеќам Гарбарек кога го чув прв пат, случајно го купив тогаш. Го гледаше во Скопје? Не, бев мал кога свиреше. Го гледав на телевизија како мал, ама ти кажам тогаш ми беше многу нејасен. И после сеќаш иготон во Трговски продаваа доста касети тогаш джез, сега тоа најдис беше во 90-ти. Почеток на 91-92 година. И тогаш 12 Moons го купив на касета, сосема случајно ми се допадна омотот. Имаше планина, имаше некои води и бидејќи, знаеш, по планина одиш често и се идентификуваш со такви работи. И кога го чув, само првиот звук и звукот на Ману Каче на тој албум. Рекам, тоа е музиката што сакам да ја правам и до ден денешен имам, како да кажам, многу битен, цврст однос кон таа музика и кон Гарбарек и имав среќа да се запознам со него еднаш и да направам муабет и сум неверојатно благодарен што ми отвори една сосема нова димензија на музиката, особено преку пораните албуми. Тогаш почнав да ги откривам пораните албуми. Бидејќи тој после 12 Moons почна да се менува со Visible World. Стануваше како времето што да, стануваше по компресиран. Ама во раните албуми, поготово This албумот и тие, не знам, Legend of the Seven Dream и си им издани. Издани се, да, претежно.
и на пример All Those Born with Wings посветен на Тарковски, на режисерот. Многу ми се допадна тој спој на негова уметничка отвореност и во музиката во Дис, на пример, имам скоро free jazz. Експресија. И прилично питок, не оној да речем deep free jazz. И затоа му Добро, должам фри како израз. Како... Да, како пристап, да. Како пристап. И затоа мислам дека Гарбарек е клучната фигура која ми отвори нешто и затоа всушност после и беше и радио емисијата Next to Silence, бидејќи ми го отвори патот кон Исијам. Секако не со цел сега да го копираме тој. Апсолутно, апсолутно. Далеко тоа, туку да си знаеш, да си знаеш, да се создадеш некои, да ги наречем условно рафтови во кои ќе наслојуваш разни видови на искуства, идеи, размислувања и кои после ќе ги преточиш во музика. Бидејќи, знаеш, тоа слушање на ECM и на други издавачки куки создава еден вид на искуство кое го гради твојот музички израз. Да, мој впечаток е дека навистина се една од најпознатите, нели ако не и во моментот и најпознатата издавачка куќа, но некако им како closed box се нивните издања, некако наликуваат едни на други. Дали низ продукцијата се должи заради многу фактори. И мислам дека во моментот на пример Акт има многу поинтересна музика издаваат и мислам сега и вака малку и за гледачите на подкастот Белким ќе ги проверат за издавачките куки за кои што разговарам. Мислам дека Акт се по авангардни во таа смисла дека out of the box размислуваат. Не, дефинитивно сам се слагам со тоа што го кажаш. Иако се ECM се уште се најголемите. Да. Па не, би има Blue Notes сепак уште по на светско глобално ниво. Али поентата е дека точно Актот секогаш биле по авангардни, по отворени за да речем по експресивни стилови. И различни стилови, различни музики. Многу повеќе продуцираат музика. И тоа е проблемот да речеме со издавачка куќа. И мислам ако воопшто може да се нарече проблем, тоа е едноставно и ти имаат потреба да живеат од стил, да. И Манфред и секако има и лоши изданија, просечни, например мојот прв идол или втори идол во музиката. Албумите што ги издава Зицијам како сол автор, како бенд лидер, се многу лоши, јас не можам да ги слушам на Мано Каче, например. Сам тоа се за мене недозволи албуми што Исијам ги издал воопшто, знаеш. А така да имаат они такви издања, ама генерално кај нив она што ми се допадна е особено почетокот, знаеш, уште кога во 70-те години почна, навистина создаде нова струја во џезот, која она што мене ми се допаѓа создаде нови споеви меѓу музичарите, затоа Манфред Ајхар за мене е битна фигура затоа што тој ги спојуваше музичарите, тие не се среќава. И на тој начин создаде нова музика која нормално, знаеш како и секој стил. Јако Брод е најубав пример во последните 10 години. Да, одлично. Од Пол Моушен до сега каде му е кариерата. Сега има одлични турнеи. Сега има соло концерт, имаше во Јапан пред 2 дена или. Да. Сам ли? Да, со него издаваш си е многу полесно. Со него во Њујорк се сретнавме после концертот во Скопје и му пристапи, бевме на Крис Потер имаше концерт во Blue Note и баш ми интересно, баш го спомнам, не знам дека ќе го спомнеш. И го видов во како сите нас стоеше во публиката, знаеш, пред да влезе. И после кога заврши концертот му пристапив и му викам, знаеш, те слушав во Скопје и многу убаво друштво развивме. Само да кажам дека знаеш, не случајно тој човек издава Зицијам, затоа што е скромен, отворен. Гледаш, мислам и со Чарлс Лоид каква соработка направи скоро. И се до тоа... Тоа беше во Marvels. Мислам во Marvels дека свиреше. Или не, таму свиреше Бил Фрисел. Да, имаше повеќе, да. И исто и турнеја има заедно. Со Грег Лис, тоа е она со слайдот кај што се. Да, точно. Така да имаше супер, како да кажам, супер сенс кој Манфред го препозна од милион други музичари, поготово знаеш дека е данец. Да. А му знам приказката и јас го мислам после концертот во Скопје поразговаравме малку во бекстејдж. Интересен лик. Многу интересен човек, многу скроен, многу голем знанец. И многу убава музика. Да, одлично. Па ECM, затоа се изданијата, баш таков саунд, модерен. И го препозна тоа, а инаку Манфред кај него. Инаку има точно изданија кои така веќе знаеш тапкаат во место и на визуелно ниво јас ги сакам покрај музиката, специфичната музика која воведа.
И да, и визуализацијата е неверојатна. Омотите им се фантастични. Со тоа што и тие влегуваат у и маниризам, пейзажи. знаеш, и омотите. Со секој стил, за да биде стил, мора да се повторува, знаеш, инаку не можеш да изградиш нешто впечатлив. Така да затоа и На некој му се допаѓа, на некој му се монотонно му е. Да, не, сакам да кажам, има веќе видени решенија во многу нивни албуми во дизајнот. Така да и видеолниот и аудио и дизајнот. Ама убави се. Не, точно. Ај ќе ти го поставам ова прашање, ти пола го одговори, втората половина не ќе да одговориш, ама сега ќе ти го поставам ако не ќе не одговори. Не, извини, слободно, јас ќе отидам некаде во некој правец, вратим. Вашиот последен албум, концерт или изведба, значи ова сега беше оценет многу добро од критиката во Македонија. Сега каков е интересот на публиката дома, тоа го кажа, и дали кореспондира со оној надвор од Македонија? Интересот, ете сега, ако сакаш да одговори, пошто рече да не кажувам унапред. Не, мислам нема ништо конкретно да кажам, ама некои општи работи и искуства ќе спомнам. Реакциите се одлични, бидејќи тоа е најбитно. Испропатува албумов на неколку места и од различни места ни стигнаа многу и убави. No All About Jazz кај Ненад имаше, тоа тоа секако. Тоа беа убави реакции, меѓутоа други луѓе кои го имаат добиено албумот, или го купи албумот по собствена иницијатива без ние да им го праќаме. И имаше одлични реакции, луѓе кои влегле во музиката и особено во нарацијата што музиката ја носи. И тоа ми беше многу драго. А ќе ти кажам едно многу интересно скорешно искуство кој имав, кога возевме по овие локалитети блиску до сириската граница, не возеше курд. Значи тој регион на Турција, најмалце турци, има курди, арапи и после се турци. И еден колега исто со кого имаме работено во Централна Анадолија пред многу години. И него му го подарив CD-то и вика, бе, зошто да не го чуеме CD-то? Сега и го стави во колата, јас не очекував, дома ќе го носи, ќе си го слуша. И ние, тоа е Горна Месопотамија, географскиот простор. Може да замислиш со ридови, нема никаква вегетација, црвена земја од зајди сонце. И го слушаме, го пуштаме албумот и возачов кој никогаш во животот не слушнал джез, значи тој не верувам ни Майкл Джексон дека знае. Не, значи тој слуша традиционална тоа што си има кај. Модернизирана музика од тие краишта. И ти не знаеш како тој човек реагираше на таа музика. Толку гласно ја пушти. Ја никогаш во живот никогаш миксавме, не ја слушавме толку гласно музиката. Толку гласно ја пушти, толку му се допадна, што цел пат само тоа слушавме. Браво. И мене тој тип на реакција кај тој човек многу ми значи и знам дека тој ниту имаше причина да го пушти тоа, ниту доби пари за да не вози. Ниту него го погоди нешто во музиката. Импресија му се создаде некаква. И му се допадна. Така да, имаме барем еден курдски фан. Океј, кои се предизвиците на Гоце да создава, креира оригинална уметност денес во средина или општество, каде джезот е на маргините? Така дали си согласен со ова? Сигурно. Сцената е поделена на мали кругови, благо речено секти. А биди искрен, си или не си? Да, сум секташ, сум. Овој беше Филип беше први кај јас сум само за во секта, а Мици беше најак рече јас каков секташ сум јас. Многу јако. Добро. Каде поддршката од страна на музичарите надвор од различните уметнички групации не постои, минорни се радио и ТВ емисиите посветени на джез, изгорана се продажбата на плочи, CD, дигитален формат е исклучително мала. Сега некако како три воедно се прашањата, ама ајде ти ајде да почнеме кои се предизвиците да создаваш музика денес во вакво општество кај што те нема на телевизија, каде што народски мечка треба да родиш за да слушаат луѓето дека си направил. Општеството не треба да ти биде причина за да создаваш уметност. Тоа може да е рефлексија на тоа како ќе ти звучи музиката, меѓутоа причината да свириш или да сликаш или да правиш филмови не треба да ти биде условот во државата или не знам спокојот во животот или трагедијата, туку едноставно треба да имаш кажам исконски порив да создаваш нешто. Да носиш нешто, и да пренесуваш идеи или да праќаш пораки, зависи, секој има различни мисии во музиката. Така да мене државата или општествените услови никош не е било критериум што треба јас да правам. Ама си дел од ова општество, тука создаваш. Секако, и реагираш на тоа што општеството го прави околу тебе или некојаш и во тебе. И на тој начин всушност и со музичари за кои свирам ние никогаш не сме го ставале под знак прашалник нашето општујување и свирење, во зависност од тоа каква е состојбата во државата. И со Сетко сме свирали, со Сайленси, секогаш сме свирале, тераш, свириш. Така да, така. Добро, ама тоа го правиш. Да, сите по дефолт го правиш.
Така да во таа смисла ние не ја игнорираме државата или состојбата, него едноставно го правиме оно што сметаме дека треба да се твори и како да кажам, тоа не е договорена работа или можеби непромислена, ама ние имаме чувство дека треба да создаваме култура со сите ние. Така. Значи, може државата да биде ужасна, меѓутоа наша мисија е да создаваме култура, затоа што верувај многу уметници, не само музичари, живееле во многу полоши времиња. Така е, нашите. така е. И тие создале дела кои се незаборавни. Значи, сега ако секој одстапува од, како што сега се нарекува тоа предизвик, нели, и кој збор кој не баш многу милувам, значи, како секој одстапува од секој проблем кој се случува и при тоа забори дека треба да создава музика или култура или уметност како што некој го создавал и поради тоа ние го искусуваме Така. тоа што некој го создал. Така да тогаш дефинитивно раскрсил со уметноста. Значи ти не се прашуваш дали треба да создаваш, не треба да создаваш. Едноставно имаш потреба и го правиш тоа и многу ме драго што еве со световците и со селенците толку долго твориме, работиме и знаеш, обстојањето никош не било проблем. Тука едноставно работиш. Да, да го правиш. Ако го препозна некој тоа супер, ако не го препознае, нас не ако го свириме. Сега условите во државата секако кои биле подобри би дозволиле почесто да го имаме тоа искуство, повеќе да уживаме, меѓутоа мислам дека има една друга битна работа. Знаеш, мора многу добро да го познаваш психолошкиот субстрат на една нација. На нашата нација не ја одговара идеален услов на обстојување. Ако ние имаме добри услови на обстојување, ако сите сме, да речем, обезбедени на како што треба, нема да создаваме добра музика. И затоа јас мислам дека комфортот, мислиш дека ќе колку и брутално или бизарно да звучи, мислам дека ситуацијата во која се наоѓа државата е идеална за музиката која ние создаваме. Затоа што кога не би се мачале, кога би не било се комотно, знаеш, и потребата за реакција ќе се намали. Интересен point of view. Да, мислам, јас го забележувам тоа, гледам како функционираме сите. Сум видел луѓе, значи на ниво на наука и на ниво на музика или уметност, како омекнуваат кога ќе станат дел од државна институција. Да, разбирам. Знаеш, вика и се имам плата, немам потреба да се докажам, немам потреба да творам, супер ми е се, имам пари за лепи да одам на одмор во Охрид. И знаеш, тоа му на некого доволно и не свири и свират тезги кои ќе му донесе пари за да се стави нова боја на фасадата на куќата. Ама многу луѓе кои гледам како се мачат. Овој подкаст не е наменет за нив. Точно. Така да гледам многу музичари како се мачат и притоа создаваат одлична музика. Мислам, ние наистина сме мала средина, ама имаме одлична музика споредливо со она што се случува во Хрватска, на пример, кој има многу подобри услови. Или Србија. Србија има добри, да речам, бендови независни, али сепак е поголема земја. Така да се очекува многу повеќе да има таму. Но ти некако унапред ми ги одговораш. Прашањето ма, окей. Не, како. Како и да е, поентата е дека, знаеш, состојбата е така како што е во нашата средина, стварно е лоша во споредба со многу други земји. Јас исто во Берлин. Не сме данската, мам брат. Не, еве во пример во Берлин одам, знаеш, имам истражувања, имам фелошип на универзитетот во Берлин, едниот од нив. И секоја вечер скоро одам во џез клуба и таму има 12-13 џез клуба. Значи ти ако отидеш кај бенд можеш турнеја да направиш во Берлин. Ете тоа е тоа. И музичарите живеат од тоа. Тоа што му фали на сцената кај нас е џез клубови, јас тоа сакам да ти кажам нешто друго. Јас одам постојано таму, неколку години со ред одам во тој град. Слушам одлично изведена музика, одлично отсвирена. Меѓутоа нивната музика нема муда како нашата музика. Дали знаеш зошто? Затоа што нон-стоп се надвор излезени и нон-стоп се на сцена. На секој еден артист му треба време за себе, за да пронајде. И тоа, ама и треба, знаеш. Ама треба да имаш, ама нас па ни фали тоа да свириш, треба тезги дојдеш да свириш. Има еден друг аспект, не е само може да се свири цело време, него од тоа што го свири и тоа што државата му го дава на ниво на разни грантови, тој има безбеден, комотен живот, знаеш. И тој го нема истиот порив како што го има и он кога ќе излезе на сцена, тој свири безпрекорно добро, занечиски е тоа идеално за учење, да си го помниш времето убаво. Меѓутоа, во музиката нема став, нема порак. И тоа е една техникалија во која бравурозно се сите музички елементи содржани, меѓутоа суштинскиот уметнички аспект го нема. И тоа е поради фактот дека Тоа не го кажа истото, знаеш. Што правиме со уметност? И Кај уметност? И тоа е, мислам, јас
најмногу кога одам во Берлин одам на американски бендови, затоа што тие луѓе се мачат, си видел колку американските музичари тешко живеат. Така. Не само сега и во 50 години, Thelonious Monk секогаш беше на работ на турнеи праја во Европа за да живеат. Така Јасно. Тоа е, знаеш, мислам, кога ќе видиш и уметниците, сликарите, па и режисерите, режисерите се малку поинаква категорија. Имат фондови, Тие бараат секако. огромни средства. Секако фондови. Ама многу сликари живееле бедно за да може да опстат и создале прилично добра уметност. Идеални дела. Така да мислам дека тоа е Добро. обяснувањето на нашата. А за круговите сакаш да зборуваш, ако не киш, не мора. За кругови За малите уметнички кругови секти. Аха, добро, да. Дали има постојат, не Па постојат? не, тоа секако дека го има и тоа е Не само кај на секти го има. Да, многу е тоа се тајфи, знаеш, мислам тајфи ги имаш во секоја уметност, во секоја доба, мислам ти кога ќе видиш и во средниот век во Македонија, иконографијата на црквите правена благодарение на разни тајфи кои фигурирале, знаеш, во разни делови од просторот, не само Македонија. Граделе црквите тајфи од И си, да, си имале тие свој стил и си имале, како да кажем, лакти си имале. Така да, се бореле сите за своја тезга тогаш. Така Сам Михаил Евтихи, тоа се прекрасни сликари кои сликале и на територијата на Македонија. Тие држале еден простор, знаеш, имаш во други делови други луѓе кои го прават тоа. И на некој начин го препознаваш стилот и тоа е добро што постои во Македонија, во мала средина да имаш такви, да ги наречеме секти, или кружоци, не се секти, уметнички кругови. Да, кружоци кои знаеш, Кружок е малце од претходниот систем збор. Да, али поентата е дека добре што ги има, знаеш, некои млади луѓе гравитираат кон неделни. Ама не достига поддршката надвор од круговите. Тоа да. На пример ти правиш еве јас правам промоција на албум, двајца ми доаѓаат на концерт. Не ли е проблем тоа? Секако, тоа Или е. ти правиш промоција на албум, двајца ти доаѓаат на ова. Знаеш како а толку сме мала. Толку е мала сцената, а еднаш не може, два пати не може, три пати не може. Знаеш како не достига поддршка. И ако нешто не сме солидарни ние. Некој ќе рече па чекај, па джез музичарите се многу солидарни. Оцет беше вика сите се солидарни музичари. Мене не можеш да ме убедиш дека се солидарни музичари. Па Напротив. зависи. Напротив, јас мислам дека не се солидарни. Јас се слагам со Оцет, со Драган Теодосиевски. Добро. Теодосиевски. Да, кога многу почитувам меѓу другото и сметам дека има специфичен вид на солидарност. Може би таа солидарност не е на ниво на поддршка сите да се одиме на концерти, мислам и тоа е очекувано затоа што имам објаснување за тоа. Ако имаш време ќе го кажам. Ама има друг вид на солидарност, помагање на уметничко ниво. Например, си направил музика, викаш двајца тројца, абе има музика, ајде да посвириме, ќе дојдат ќе свират без никаков успех. Тоа е многу битен фактор кој треба да го имаме предвид, а некогаш кога не се посетуваме на јавни настани, не е секогаш ради немукајат или ради не знам завидливост, туку едноставно луѓето како да кажам се презаситуваат од состојбите кои се случуваат во земјата и од другата страна има и настани многу. Еве на пример вечерва затоа сум махнал се детера, иначе не би се појавил така. Вечерва, колку настани има во Скопје. Ние многу често се жалиме дека Скопје не чини Македонија генерално културното поднебје е во многу лоша состојба, ама во Скопје, кога беше джез фестивалот, во една вечер сеќавам, тоа беше вечерта дали ние кога свиревме. 18 беше, јас не бев тука. Или 18 или 19 имаше 4 филмски фестивали во градот и драмски. Имаше неколку концерти, меѓу кои беше концертот на Калиопи и не знам која беше од странство имаше концерт. И джез фестивалот беше препълн таа вечер. Сам да кажам дека има капацитет. Има во Скопје настани вечера, сега да не зборам колку настани има, колку представи има, колку проекции на филмови, концерти има вечер. И во таа смисла некогаш луѓето и се трошат, например, ако јас сум дошол вечер кај тебе на промоција, утре не можам да отидам кај друг човек на премиера на филм, например. Добро, ма не можеш да одиш еднаш, два пати, три пати, не можеш пет пати да не одиш. Да, види сега веројатно и тоа постои. Упоредно. Ама јас не го гледам така затоа што окей. на пример еве нас на нашата промоција не удостоија колеги музичари имаше. Меѓу кои беше ти сега. Да, апсолутно, јас секогаш кога можам одам. Да, така да. Тоа ни е драго и во секој случај мислам дека постои еден вид на поддршка меѓу нас на едно друго ниво, знаеш. Не е секогаш
Бидејќи на промоција не треба да дојдат музичари. Ние си ги знаеме, јас твоите албуми ги слушам, ти ги Так, слушаш моите, так. и без да се видиме, бидејќи знаеме каде треба да влеземе за да го слушаме албум. Ама проблемот е, не проблемот, него работата е што друга група на луѓе треба да присуствува на промоција за да се инфицира со музиката која се создава. Добро, и продажбата на плочи, CD и дигитален формат е исклучително мала, што ќе рече дека ти не можеш да живееш од музиката што ја креираш и што ја создаваш. Нешто што го спомна, на пример, Берлин, ако има 12 джез клуба, можеш да свириш во 2 секоја недела и да можеш да заработваш. На пример, тоа не можеш да го правиш тука. Единствен начин е да свириш тезга, не, да свириш кавер, кавер или да свириш свадби. И тоа е тоа. Значи, таквиот дел на музичка сцена или музичка индустрија функционира, джез не функционира. Точно, види, јас имам поинаков пристап. Сега ќе ти кажам што мислам. Прво, Македонија е многу мал простор за да може човекот да, односно музичарите кои што сме сите ние, мислам, има стотина. Јас не сум согласен. Ако можат да купат карти за певалки од север, можат да купат и за джез музичари од Македонија. Да, збориме за различни категории на луѓе. Тие што одат кај тие певалки нема никогаш да слушнат што ти правиш и што ние правиме. Така да тоа е еден битен фактор. Групата на луѓе кои слушаат таква музика е многу мала за да може да не поддржи сите нас. Знаеш, еве ти ако свириш во Скопје со твојата музика ќе те слушаат 20, 30, 100 луѓе. Меѓутоа ако втор пат дојдеш или трет пат, нема никој да дојде, затоа што веќе е чуено, знаеш. Мала средина е за да може да се екзистира од креативна музика. Проблемот е што не создаваме нека поинаква мрежа каде што може повеќе да се свири. Но искрено мислам дека состојбата што случува кај нас е глобална, затоа што во Америка многу музичари имаат проблем да екзистираат и многу од нив предаваат на факултети, држат часови или да занимаваат со друг вид на музичка уметност. Заработуваат од друго филмови, реклами и такви работи. Така да многу музичари живеат слично. И сега што би сакал да кажам дека има решение кај нас. Знаеш, само што мислам дека ради општествената историја која имаме, многу лесно се предаваме на решението морам државна работа најдам за да преживам. Меѓутоа во Македонија, ако си доволно да речем трудолюбив, можеш да живееш од креативна музика. Јас тоа не го правам. Сега јас создавам заедно со ама заработуваш наша музика, меѓутоа живеам, работам од археологијата претежно. Ама поентата е што во археологијата го правам токму она што би го правил музиката кога не би се занимавал со археологија. Знаеш, аплицираш на многу проекти. Јас мислам дека многу музичари во Македонија треба да го, како да кажам, фатат конјот на времето. Self-management. Значи, самиот треба да создаваш додека чекаат менаџери да се појават, треба да бидат многу музичари бидејќи тоа и Мартин го кажа и сите го кажа. Мислам Четкар го кажа, прв го кажа. Тоа е, знаеш, мислам нема друго чаре. Нема спас. Мислам секаде во светот истата ситуација. Јас иако претежно патувам ради археологија на светов, ама секогаш одам навечер на концерти и среќам разни музичари и истите проблеми ги имаат како и нас. И знаеш што прават тие аплицираат во разни фондации за да може да прават и да турнеи албум да направи. Значи кој ќе му донесе пари, он не мора да го прода албумот бидејќи него некоја фондација или министерство или не знам било каква државна асоциација му дава средства да го направи албумот. Например, јас во Дада Лео Смит го сретнав во Бафало, таму престојав на истражување. Имаше концерт и му отидов после концертот, викам, те гледав во Скопје, а ти си му учител на мојот учител, веќе мене Густаво Агилар му учеше перкусија и фри джез музика. И знаеш, седнавме, правев мове, тој ми каже, јас да го изгледам овој концерт, аплицирав, не знам таму кој дел државна институција, му дава пари да го компонира делот и да го изведе делот и од тие пари тој живе. Само да кажам дека 6 месеци ги точно. Кај нас тоа не го правиме, ние аплицираме само министерство кое дава јадни пари генерално, мислам не ни може повеќе пари да е министерство, мислам тоа е фондот што го има државата. Ама треба многу повеќе надвор да се аплицира и поинаку да се размисла, знаеш, ако треба музика, пример Густаво кој ти беше учител, тој и во моментот кога свиреше джез музика, компонираше многу музика за филм, за театар, театарски представи, за балет, модерен балет. Знаеш, тие алтернативни форми на творење, на создавање ќе донесат и живот. Знаеш, ние некако многу лесно се предаваме. Кај филмовите се најголеми буџетите и фондовите за реализирање на проектите се најголеми. Тоа мислам дека е некакво решение. Океј, ајде следно прашање.
на кој ниво е джезот денес во Македонија и направи паралела со таму каде што си живеел, кажа дека во Берлин често одиш, некако да направиш паралела, немаме джез клубови, значи Да. Тоа е општо познат проблем. Имаме, ама и на нив им е тешко. Ама не е се джез клубови, не е джез клуб, джез клуб се знаеш што веќе. Сега, Имаш да. програма каде што. Беше Мартин кажа, баш убаво кажа, кај што имаш програма каде што луѓето купуваат карти, каде што ќутат за те слушат и Па види, нас тоа ни се случи во Джезин, затоа сакам да го извам тоа. Јас Джезин Охрид? Да. Може би единствениот джез клуб. да, и затоа Па и јас свирев лето ово беше вреди да се преполно беше. вреди да се И со карта и со се. точно. Значи може тоа да функционира кај нас, само треба имаш луѓе како тие што го држат Джезин. Значи луѓе кои се подеднакво ентузијасти и посветеници како и музичарите. Да, ама 36 години е клубот традиција. 36 години традиција не е мала работа. Тоа е мантена институција. Не е воопшто. И сериозна алтер сцена. Кога други луѓе како нив, 5 луѓе во државата би биле како нив, ентузијасти, бидејќи тие си работат и друга работа, Так. ама джез клубот го држуваат како традиција. Так. И кога други такви луѓе би се појавиле да речеме, два лика во Скопје, 10 треба, 10 треба. Не знам 10 што, треба ќе има цела. джез клуба, само што луѓето сакаат да отворат кафуле и после тоа да Сакат easy money, живеат, брзо да заработат и готово. Треба да се джезари во водењето на джез клуб. Так, Мартин исто да го рече. Па го спомнува Мартин дека последна беше со него емисијата. Вели треба некој джез музичар да отвори джез клуб за да знае како тоа да функционира и како оди и да може да издржи. Да. И да има jam session, нешто што нема, затоа што најдоброто школо е да свириш во живо и да свириш со подобри музичари од тебе секогаш. Што е моја привилегија у бендови, како ќе свирам. Ти да се подобри од мене. Добро, што мислиш, што недостасува повеќе? Публика, сцена, медиум, промотер, менаџер или сосема нешто друго? Јас мислам, ајде, ма прем ти кажи, после ќе ти кажам што мислам дека види, недостига. Публика има. Дефинитивно има многу луѓе кои јас ги среќам, слушаат музика. Така. Знаеш, живееме во едно убаво време каде што луѓето не се како во текно во 90-ти, ако си металец мора метал да слушаш, ако си джезер мора джез и нема мешање. Сега знаеш. испомешано. Сега луѓето слушаат секако музика и тоа е добро. И многу луѓе што ќе ги сретнам слушаат джез музика. Знаеш, нови издания сега на пример се појавува една нова издавачка куќа Гондвана Рекордс. Може би ја знаеш, британска Гондвана. Не. Они се британска издавачка куќа, претежно фаворизираат британски джез музичари. Гого Пингвинс издавуваат, овие Mumbleland. Значи тие се најпопуларните бендови и тие се сладуња, јас не ги сакам. Ама сакам да кажам, создадо еден хипстерски джез, знаеш, за новата генерација, такви исто имаат униформни албуми дизајнирани. Имаат бриотини многу во смисол сладуњави арти и изрази, ама создадоа нова група на слушатели. Блиску до публиката, за да може да ги инфицира. Например, Хања Рани може да знаеш, таа е клавиатуристка, прави полуелектрична музика и пее нешто. И она им е хит, она им е се најголемот име, како што беа Пингвин, Гого Пингвин пред некој време. Она е се новото име нивно. Ама тоа не може да го Не, слушам. точно, јас не може, само сакам да кажам дека навлекува млади деца кои слушаа, што знам, Arctic Monkeys, ги навлекува на слушање джез. Попс, нешто такво, нешто. И тоа е, значи не е поп музика. Само е сладуња во изразот, знаеш, некај електро води, некај техно малце. Знаеш, не е толку креативно како оние што ние го сакаме. Ама има добра, како да кажем, добра мисија, затоа што многу млади луѓе кои би останале само на рок н рол, што исто така добро, мислам, супер да слуша рок н рол. Знаеш, ги навлекува и нешто друго да чујат. И има се повеќе такви издавачки куќи и тоа е она што го нуди, да речем, светската сцена. Сега кога ќе се вратиме на прашањето. Кај нас, медиуми? Види, за жал, медиумите и да поддржат и да има критики, да има рецензии на албуми, нема да имаат премногу читатели. Тоа е проблемот, затоа што не се видновни, јас знаеш многу луѓе викаат медиумите се видновни, не се видновни медиумите. Интересите на популацијата го прават медиумот така како што е. Значи луѓето се навлекува на гледање тик-так видеа со животни или не знам како коли се студираат и тоа им е, знаеш, она инстант дистракција која ги возбудува и тоа им е поинтересно да гледат кога да прочита рецензија за твојот албум или за нашиот. Нема време. И точно. Музика слушат 7 секунди. Има време, меѓутоа 10 секунди слушат. Точно, да прочиташ рецензија ти треба концентрација од
20 минути, пример, или 15 минути, зависи какава е. А замисли албум цел да ви слушаш 40-50 минути. А за да гледаш видеа со различни анимации, летат времето. значи и автоматски луѓето немаат интерес да читаат рецензии, па и за книги, за представи ти гледаш и за изложби нема рецензии, многу ретко. И тоа е затоа што интересите на луѓето се менуваат ради условите. Времето во кое што живееме. Види, а од друга страна пак тоа што го кажуваш TikTok ќе го гледаш таму 5-10 секунди и кога ќе направиш сублимат колку време си потрошил, да гледаш дека 2 сати, 3 сати на телефонот, уствари си имал време да изслушаш 2 албуми, да прочиташ 3 рецензии. Ти го имаш тој етички ние по старата генерација, затоа што сме слушале музика на плочи, на дискови сме одели, сме купували дискови и јас сум научен кога ќе го зошто јас, значи јавно кажувам, секогаш кога ќе лези музика од македонски бенд, си го купувам дискот, уште слушам на диск и го кода и најдвам 1 сат во денот на слушалки, го слушам од почеток до крај. И велам, ова ми е добро, ова вака, ова така. Ама седнувам и цело го слушам, затоа што ти, јас или било кој автор, зошто правиме 40-50 минути музика? Затоа што сакаме да кажеме нешто. И кога траи, кога времетраењето на едно дело е 40-50 минути, па заслужува 50 минути од животот да му посветиш и да речеш да, ми се допаѓа, не ми се допаѓа, или ќе продолжам да го слушам, или ќе остане во некоја фиока, но ќе му дај шанс. Тоа децата не го прават сега, младите не го прават. Па во друго време живеат, значи треба да ги разбереш, затоа што за жал не може поинако освен ако некој не се посвети на некоја помала група и да. Ами плочи како ќе продавам? Па да, ама гледаш во нивно време се појави интересот за плочи. Не во наше време веќе отидоа плочите јабано. Да, ама сега еве се враќа, правиме плочи. Да, ама повторно ради хипстерскиот култ, ради новите генерации. И сега ние се шлепаме малце на нив и правиме некои од нас плочи, издаваме, ама во основа нивната генерација го создаде тој нов тренд на слушање плочи. И во таа смисла тоа треба да се разбере времето. Мислам, јас не ги обвинувам нив бидејќи тие живеат во услови кои се поразлични од нашите. Ти замисли на пример кога се појавиле хипиците во 60-ти крај 70-ти во Југославија или во Македонија, какви биле реакциите на шпато, знаеш, на мејнстрим сцената како тоа е Орнет Колман кога се појавил, знаеш што било? Значи еден од главните што биле опозити негови, Квинси Џонс, нели некти почина, Бог го прости. Ама ова не е музика, ова не е. А каква револуција направил и каква легаси има Орнет Колман после тоа, така да. Добро. Така да поентата е што мора да го разбереме времето и знаеш, или ти ќе се прилагодиш на него или ќе останеш. Тоа е многу битно. Тврдокорен и апсолутно. Па нарочито за нашата генерација брзо да се прилагодите на ова, иначе готово. Да. Добро, стигнавме до модерното и современото време, каде што музичарите се сопствени менаџери. Што имаш да кажеш на оваа тема? Дека музичарите или еден од бендот треба и менаџер да биде. Сакале ни или не келе? Па нема ништо побоа тоа човек самиот себе да се менаџира, знаеш. Селф менеджмент. Да, ти кога ќе видиш низ какви работи поминуваат познати бендови кои се водени од менаџери кои ги уништуваат или искористуваат, тогаш си викаш дај да ги преземам работите во свој раци. Тоа го имаат направено најголемите имиња. Девид Бови знаеш дека сам себе си стана менаџер кој сконта дека губи многу пари или го носат во правци кои него не му одговараат. Дека му фалат парите. Девид Силвијан исто, нели, знаеш, он беше фронтмен на Джапан, после тоа работеше едно време со Колумбија, не знам која беше издавачка куќа, заборев. И свати дека не може да го прави тоа што сака да го прави на вистински начин. Си стана собствен менаџер, сад направи собствена издавачка куќа, Fate No More. Добро, исто зборуваш како рекорд си ги направи. Ама ти зборуваш за време каде што постоја major record labels. Сега веќе тоа не постои. Сега сите сме инди, така да. Така да сега да кажем доаѓаме време каде што тоа време сакам овака да изгледам, јас ќе направам така да изгледам, нема да ми каже менаџерот. Ама многу е поедноставно кога си име како Девид Бови или овие другите или кога градиш име. И уствари големите имена, големите имена што останаја претходно имале договори со major record labels. Значи ако земиш овие рокерите, Guns N' Roses, Iron Maiden, не знам, Metallica, сите имале такви. Имале, ама наверно пример. Ама имат и фан база и тој може и утре да стане инди вака, има фан база која што ќе продолжи да ги купува албумите на Metallica како Black, нема да престанат да го продаваат тој албум. Секако, ама поентата е што знаеш, не е лесно да решиш ти да не бидеш
Фатив мамина маза веќе, Чудна тема, Фатив. сам да почнуваш да Да, ама се многу е тешко од кога си Точно. инди во море каде што сите се инди, знаеш, Да. знаеш колку добри проекти има, Сега. колку е Па тоа е музичката сцена, па нарочито пак глобалната джез сцена. Застани на Bandcamp дневно имаш по 2000, 3000, 5000 аплоди на нова джез така. музика и секој ден го чека денот за да ја издаде Точно, ама музика. живееме во време прво кај што имаме многу поголема популација, знаеш, милиардите се зголемуваат, мислам на ниво на популација, не на ниво на Сите имаме средства. хом студио, кој сака снима музика. Многу музичари има, знаеш, колку луѓе завршија музички едукации, Така. мислам, и факултети, и Така, разни така, курси. така. И бројот на музичари е неспоредливо поголем Така. од 180 години. И тогаш нормално е И за да тој имаш- имам прашање. Така. Унапред ми ги одговоруваше. Океј, спрема мене мислам дека недостига джез експорт. Експорт Во офис во Македонија. Па да, знаеш зашто? Затоа што некој треба тоа да го прави, а ти ако си музичар, ти треба да вежбаш, треба музика да правиш, треба да свириш. И кога ќе се занимаваш со експорт, онда стануваш администратор, стануваш односно економист. И сега нормално времето изискува ние тоа да го правиме, меѓутоа еве самиот гледаш со подкастот што го правиш колку е тешко да седиш на две столчиња. Многу е тешко. И И многу време одзема. И сега ти замисли кога тоа треба да го правиш со луѓе, па пари се тука, па трансфери, па договори, па знаеш, овака било не било и тоа црпи многу енергија, така да не секој Ама може да го потребен прави. е. Затоа што немаме, ние останавме последни во регионот што немаме джез експорт, немаме музички експорт. Точно. За да не можеш една нормална турнеја да направиш. Значи добиваш покана за да свириш на еден фестивал и нема никој кој што ќе ти помогне место да одиш на еден фестивал да направиш турнеја од 5 концерти. Да. Тоа е затоа што, знаеш, освен музичарите и уметниците, оние кои се занимаваат со економија не се ентузијасти како нас. Например, треба да има млади луѓе кои кажат, "Океј, јас сакам да бидам менаџер, музички или промотер." И кој ќе го работи тоа со джез музичари и ќе вложи пари со така. Ние например исто со сет имавме некакви менаџери и тие не сакаат да потрошат денар да се јават во Словенија или во Хрватска за да ни договорат концерт, бидејќи тие треба да дават од своите џебови пари, а ние даваме пари за Секој ќе дава. инструменти, за одржување на инструментите, знаеш, за снимање албуми, некоја сме плакеле, изнемување на студија. Мислам, се уште го правиме тоа. Така да, знаеш, во нашиот концепт е, како да кажам, инвестицијата од себе си во себе. А кај нив е, знаеш, друга логика. И затоа нема воопшто луѓе кои тоа сакаат да го прават на исто ниво како и музичарите. Исто кој што зборивме за джез клубовите. Кај джез клубовите тоа е тешко, дека ти треба да инвестираш во нешто што нема да донесе многу пари, ме ќе создаде култура, а луѓето кои треба да го создадат джез експортот не размислуваат така. Тој вика Колку ќе колку заработам? помалку јас треба да дадам за да заработам Колку повеќе. ќе заработам? Да, Затоа ама и пак- немам експорт. Да, ама на пример кога земам Италија има толку силни експорт офис, толку нивните артисти. Добро, имат и многу джез фестивали, Имаат и клубови, имат традиција. имат и Така. традиција, но сето тоа функционира и тоа е еден сериозен бизнис, така да мислам дека кој ќе го направи, да речем прв тука кај нас на ова парче земја, дека Се слагам. дека ќе оди работата. Да. Затоа што има многу оригинална музика има кај нас, има проекти различни и значи не е проблем, мислам, ајде сега малце јас се повторувам низ подкастите, значи фокус главен е да се оди Бремен, пример. Джеза Хед Бремен или било која 10 конференции годината може да се посетат. Еве нека не бидат 10, 5 нека бидат конференции. Не е работата доди Сашо или Гоце доди сам и да се прошета и да каже и дека беше во Джеза Хед и подели 200 дискови. Не, туку треба ние како сцена, како македонска джез сцена, штант, нели, да се представи сцената, нешто што го прават Хрватска, Србија го прават, грците го прават, бугарите почнаа да го прават сериозно. Значи сите го прават. Ние сме тотално невидливи на сцената, на мапата на Европа пред се. Значи кој ќе префрлиш Србија, појма нема ни за Гоце, ни за Сашо, за никој. Секако. Ништо не Ама знам. да знаеш, тоа не е само на ниво на музика. И на ниво на археологија исто. Еве, бицем таа. Добро, мене ми е се- фокус. Да се ја познам. Знаеш, немаме автори кои се присутни во истакнати научни списания. Ама Тоа време многу е што правиме. И се водиме на едно друго тематско поле, а тоа е табието и психологијата на нацијата. Знаеш, затоа јас сметам дека значи не е вината во другите земји што не препознаваат, па и признаваат,
туку вината ако веќе И треба признават. така збор да се искористи, иако не сакам да го потребам. Значи нештото што би рекле прилепчани, нештото е во нас. Значи ние сме тие што треба тоа да го правиме. Значи ако ти си способен, знаеш, да свириш, нели правиш ти турнеи лево десно, значи си изборил, секој може тоа да го прави. Прашањето е кој е решен тоа да седне да го прави. Не е лесно, ама едноставно тоа е Или го правиш или не го тоа правиш. е условот на преживување музичко денес. Значи и во било која друга сфера. Ти знаеш колку е тешко на визуелните уметници. Значи нив е многу тешко да своите дела ги представуваат лево десно. Меѓутоа, едноставно сватиле дека треба да бидат администратори меѓу другото. И Сите станавме администратори. Ако сакаш да Да. правиш турнеи, ако сакаш да настапуваш надвор, прво ќе Секаде- бидеш администратор, па секаде- после ако ти остане време за на друго. сега така Арве Хенриксен исто и покрај тоа што не знам со Девид Силион настапува и со еден куп други музичари популарни и не толку популарни. Тој ми кажеше кога беше тука, знаеш, разговаравме и вика јас морам постојано да аплицирам во разни норвешки Фондации, фондови за да можам да екзистирам. Меѓу другото ми кажа, мислам, ова може би интимна работа, ама битно е да се спомне, да се види колку на нив не им е едноставно. Вика алиментацијата, бидејќи е разведен, треба да ја плакаме. Него ме 10.000 евра месечна алиментација. Мислам, ова е банална тема, Ле, сега ле, да кажам, ле. ти замисли покрај сите работи што треба да ги платиш за да живееш, треба и тие пари од буџетот джезерски да ги знаеш, да ги идеш. Джез Така мани. да не има едноставно музичарите никаде, само што некаде покомотно се одвиваат тие процеси него кај нас. Ама ајде да се избориме за еден македонски джез експерт, да не ми види џабе 10 емисии за истото зборам. Се надевам 25-та ќе услушни ова некој. Ќе го гледа овој Може, подкаст, некој ќе речи дај да ви поможам. Што треба да направам? Ние ќе го направиме. Значи 5-6 луѓе што еве нека ја стално велам, еве. Министерството за култура треба да го направи тоа. Затоа што Не. гледај, да видиш зошто. Затоа што е вин-вин ситуација за сите. Ем ќе знаат парите кај ги дават, ем ќе знаат проектите дали се реализираат или не се реализираат и ќе добиат 3 пати поголема видливост од проекти што финансираат денес, а знаеш дека ги гледаат двајца и тројца и дали воопшто се организираат тие проекти. Од тие пари, не знаеш како се одливаат од Министерство за култура на проекти кои што се реализираат по дупки и дали воопшто се реализираат. Така да мислам дека ако некој треба, мислам дека тие треба да го направат. Не тоа А може да биде приватен сектор, што е подобро. Мислам приватниот сектор има поголема фајда што тие пред се да размислуваат за заработат. Значи ако тој може да заработи преку тебе, тој ќе има волја и да работи. Министерството, Апсолутно. значи си имал Јас сум добар согласен. концерт, си немал добар концерт. Не го интересира многу зашто министерството не е еден човек, тоа се мили као стотици таму луѓе што А работат. па да во даваш администрација. пари за работи што не се прави. И не се, па да, ама знаете како да кажа, тие не се толку блиску емотивно врзани со тоа што ние го работиме. Бидејќи Тие значи имаат една сваќам поентот. друга слика. А човек што на пример еве имаш менаџер приватник фирма кој ќе од кого ќе му зависи Корпорација. од кого ќе му Најдобро. зависи екзистенцијата од твојата работа, од твоето дело и од продажбата. Да, поинаку ќе гледа. Преместото на твоето дело ќе застане позади тебе. Проблемот е што, проблемот. Ситуацијата кај нас е што луѓето што имаат пари не ги интересира да го поддржат тоа што Интересира на него- другата, од себе. Да, и тоа е тоа. Се вртиме во круг, Да, знаеш како точно, викат, затворен круг. Океј, ти начина една тема како беше во 90-тите, каде што на 5 години се снимаја по еден албум, два ако се снимаја. И сега во ова современото време каде што јас можам ти кажам дека годишно по 10-15, можеби 20 албуми излегуваат. Не велам само джез, ама современа музика, Така. уметничка арт форма зборувам. Сега има неколку фактори за сето тоа. Јас ќе ти прочитам едно прашање, па ти ако сакаш одговори го. Според вас, кој е значењето и влијанието кое го има джез одделот при Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во едукацијата на млади музичари и градењето на современата македонска джез сцена? Што ќе каже дека, еве, Владан беше, знам дека свирите со Владан, PMG Records имат преку 50 изданија, 52 изданија. Владан го кажа, вика, 90% од луѓето кои што ги имам јас издаено се од или поминали или дипломирали на УГД е формирано од 2007 година тој одделот и еве колку му доаѓа. 15 години, 16 години, Да, некако така. вака бидејќи во најавата на прашањето спомена нешто друго, така дека се врзам Ајде, после како- ќе го одговорам прашање. Ваше. Дефинитивно живееме во поинако време од тоа во 90 и нормално. Така. Така е, така Да, е бе, логиката утров на- скапо беше за да снимиш, не можеше в студио да влезеш, И, не за и факање. знаеш, мислам ние секогаш имаме како тенденција за носталгија, знаеш, мислам и
Леле, не ми отвора таа тема. И Вуди Ален имаше прекрасен филм. Ако ти кажам, сега извини пак и ти ја прекина мислата, бев на една винил експо, имаше во Кушулјан, не знам дали беше. Не. Значи луѓе, аудиофили, онака ги гледаш луѓе што купуваат плочи, се отепаја да купат музика од пред 50 години. Значи наместени PMG имаја плочите 6-7 плочи, никој не ги гледа, само поминуваат вака поминуваат. Значи има таква некоја носталгија од пред 50, од пред Да, ма 60 години. таа е всадена човечка, знаеш, компонента, не е само музичка. И затоа го спомна Вуди Ален неговиот филм Night in Paris, кај што, знаеш, луѓето цело време нешто мечтаат и порано побо се живееше, и нели во филмот главниот лик Помлади бев. патуваше секогаш назад во времето и се враќаше во времето на импресионистите, кога импресионистите вика и абе знаеш во времето на романтичарите уште побо се живееше. Па се враќаат назад во времето, па пак, знаеш. И само да кажам, точно во 90-ти години прекрасна работа се случува, сите бевме дел од тоа. Да, и сцена имаше Пукна многу она убава сцена. експлозија имаше, уметничка, не само музичка. Но сега има поинакви услови на екзистирање и не може да се спореди со тие во 90-ти години. Многу убаво даде два примери. Едниот е продукцијата на албуми, која е неспоредлива, Неспоредливо. и едукативниот аспект. Значи ние искрено правиме многу повеќе музика, многу подобра музика кој што прават филмови. Така, добри. така. Не, мислам јас Така, така. следам и македонска музичка сцена, и одам на македонски филми, представи колку што може и визуелна уметност. Кога ќе споредиш колку пари се инвестираат во филмската уметност, А колку колку пари се во музиката, неспоредливо Глата боли. поголем квалитет и поголема, како да кажам, производство на Продукција, музика има, отколку во филмскиот Така сектор е. и колку поистакнати се македонските музичари и во смисла колку се прифатени нивните дела за разлика од филмовите кои се, мислам, во последно време имам исклучително лоши филмови. Што е тажно и треба да се преземе нешто врска со тоа. Така да во таа смисла живееме во време каде што навистина многу се твори музика и се создава добра музика. И многу ми е драго кога ќе идам на разни бендови, има публика. Знаеш, мисля, сега таа публика не е премногу бројна, меѓутоа има луѓе млади што сакаат да слушат. Например, не знали си настапал или дали си бил на концерт во Котор. како не сум свирал многу пати, Многу убаво место каде што си има своја публика и таму не одат возрастни луѓе. Млади луѓе, да. И тоа е супер создавање на култура. Значи, сега на државата требаат повеќе такви места, повеќе такви млади луѓе кои Алтернативни сцени. да, кои ќе сакаат да се Стигни борат бенд. за тоа. И во таа смисла, знаеш, стварно има потенција во македонската музика. И не зборам само за джезот, туку и во цела независна панк. Да. Знаеш, поп Добро. рок некој што го има. Што и такви добри музичари има. А едукативниот аспект е друго нешто. Да. Значи, мислам, сите ние кои растевме, Немаше каде Джез што имаме Академија, VHS да. Така да, касети така, мораше да така да, така. Значи, ги тогаш немаше ни YouTube. Така. И сега, знаеш, мислам, убаво што го спомнав да бидејќи има огромен удел во едукацијата, повеќето од младите музичари што ги знам, сите се Сцената, таму, цела знаеш. сцена рачуна е над 90% од Значи, сцената. тука Тони има огромна заслуга, мислам и ти како учител таму и сите што таму предават, така да тоа е битен фактор да се создаде едно ново, да речеме, културно или ново джез милје кое и те како придонесе во квалитетот на музиката. Значи, јас пред некој ден фест свира Калата. Јас никош не сум ги слушал, прв пат идов да ги слушам на концерт. Студенти, И знам. И јас си знаев колку добро настапува, колку Супер. беа одговорни тие музичари на сцена. Значи, мислам, без разлика што музиката оди во етно манири, тоа е секако нивен избор, тоа е многу добро го прават. Ама одговорноста Ама нивна профи го кон прават. Тоа музиката што го прават. беше неверојатно. Значи, после знам дека и не им беше лесно на сцена, бидејќи звукот во ден си го знаеме каков е. Ама гледаш дека начинот на кој ти настапува нема врска со начинот на кој ние настапувавме во 90-ти години. Ете, тоа е тоа. Постарите, Односот знаеш. беше поинаков. И тоа го создава квалитетот, знаеш. Кога другите уметници би го имале тој однос кон сопствената уметност како што музичарите го имаат, ја мислам дека генерално многу поквалитетна уметност има, особено визуелно во која спаѓа и филмот. Така. Аудиокултура преку концептот Live et аудиокултура успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка. Што е многу битно, карираше едно повисоко ниво на промоција на джезот и генерално на музичката изvedба во живо, затоа што иако е мал како клуб, има лайвстрим, нешто што другите не го прават се уште. Впечатоците на публиката се извонредни. Каква е вашата перцепција за овој пристап од музички аспект? Јас
Ти си настапил Life and Audio култура. Во повеќе наврати имам кажано дека во Скопје, односно извини во Македонија, имаме две джез светилишта, мали, микро, тоа се джезин и аудио култура. И го имаме Скопска джез фестивал, Прилепска джез фестивал, Битолска джез фестивал. Иако аудио култура не е джез клуб. Ама јас го Треба да третирам кажем. како такво светилиште. Добро. Ајде да го наречам музичко светилиште, ама и джез бидејќи многу джез музичари тука гравитираат. И после ги имаме овие 3-4 джез фестивали, Скопскиот, Прилепскиот, Битолскиот, еве сега во Тетово нели некој време има, кои се онакви огромни ритуални церемониални места, кои јас ги почитувам многу и благодарение на ентузијазмот за сите тие луѓе, се одржува некаква музичка сцена и македонска и надворешна секако која можеме да ја видиме, дискусија. И во таа смисла ова што го прави аудиокултура е многу битно и многу ми се допаѓа затоа што има едно ниво на отменост што многу малку места, скоро воопшто, можеби ниту едно, не може да го постигне. Тоа е дисциплина, додека има музика. Значи, доаѓаш, свириш, ти свирил, ти сме свирили ние, луѓето само слушаат, знаеш, нема муабети прави. Значи, кога ќе отидеш да свириш во Португалија или во Германија или во Скандинавија, било каде во Норвешка, луѓето ќутат и те слушаат. Така е, точно така. И тоа е она што мене ми се допаѓа тука и во джезин која ја едуцира публиката. Точно. И тоа е нешто што дефинитивно е возможно да се постигне, иако цело време зборевме дека во Македонија не возможно да имаш култура во барови затоа што сите зборат. Меѓутоа, благодарение на, како да кажам, решителноста на луѓето што ги држат тие места и нивната посветеност, се создава некаков критериум на однесување и тоа ми е многу драго. Ние кои имавме промоцијата со селенците, беше исто во аудиокултура, јас се восхитив од вниманието што луѓето го имаат додека зборевме, значи таму немаше свирење. Само имаше зборење. И тоа не беше многу долго, 15-20 минути. Во тие 15-20 минути луѓето беа поставени како на концерт, никој во ниеден момент мене или на Оливер не ни посмета со некаква реакција или со некаков говор или со некаква галама. И во таа смисла аудиокултура многу придонесува во создавањето на некаков вид на однесување културно. Ја едуцира публиката. Да, проблемот е што нема други такви места. Тоа ми е следното прашање, бидејќи ова е алтернативна сцена. Колку останатите алтернативни сцени и клубови нудат квалитет по овој основ? Па не знам, не сум човек што многу излегува во задно време, искрено ќе ти кажам, после како го имав албумот со концертот со Silency, јас прв пат отидов во глубоко куќе со бендот малце да се подружиме. И беше чудно да сум од такво место, така да јас не можам да зборам за многу други места како имат, ама генерално искрено постои еден вид на некултура кога се свири музика кај нас. Апсолутно, нарочито джез кога свириш. За претежно да джез, да, зашто на рок н ролот му одговара галама енергија нормално. Меѓутоа кога сум модел, затоа сум престанал да одам, зашто кога одам да слушам. Ама и годините ни се. Кога одиме да слушам, јас сакам да слушам македонски музичари. Еве и вечерва имаме, односно сега скоро имаше, пред вакво исто во лабораториум некакви настапи. Сега да кажам дека кога одиме да ги слушаме музичарите, јас со почит одам, бидејќи знам што човекот направил за да го изведе тоа таму. Околината не ми дозволува да уживам музиката, знаеш. И јас за жал влегувам во тој амбиент и создавам галама. И мислам сите ние тоа го правиме. И така да таа некултура на однесување всушност ја обезличува иницијативата на одредени места или на индивидуи да создадат некаков вид на култура. И во таа смисла мислам дека треба да се размисла малку пошироко дека ова што го искусуваме сите ние како публика, како изведувачи во аудиокултура и во джезин, зашто и во джезин. Да, джезин е фантастично. Знаеш, доаѓаат и странци, македонци во публиката и слушаат, знаеш, има поддршка неверојатна. И тоа е нешто што треба како да се преслика, многу добро кажа, да се преслика уште на 5-6 места. И ќе, знаеш, и ќе трни работата. Затоа што луѓе наши шетаат сега низ Европа, нели има ефтини летови, одат по джез клубови, гледаат дека таму се ќути, ќе дојдат тука ќе пробаат да ќутат. Значи, ќе дојде на свирка на Silency, сега да не спомнам на кое место, каде што сите зборат и тој ќе почне да збори. Знаеш, и затоа, знаеш, треба, кој што реков, почиреко се размислува и да се создаде амбиент, знаеш, сите треба да придонесат тоа, не само музичарите. Да. Или овие кои ги држат местото. Океј, значи поттик до другите. И до публиката. И до публиката. Кога водите на джез концерт не зборувате. Има еден многу убав пример и дефинитивно публиката може да се доместицира, јас би рекол.
Јас сеќам, ти сеќаш 90-ти години кога одевме на джез фестивал, колку имаше галама понекогаш, колку луѓето, нели тогаш мобилните се појавија, Да. па беше им да ти звони. Така да, така. Се збореше, си одена сред песни ако не им се свиѓа музиката. Сега последните години е тивко постојано. Едуцирана е публиката малку. Во голема мера е смената публиката и тоа е благодарение на джез фестивалот. Добро, ама джез фестивалот 40 и кусуро години. Сега да кажам, и таа порасна ја луѓето. Традицијата создава култура на однесување. И местата кои се клубови, да речем, или барови, треба да размислуваат на исти начин, да создадат традиција на сопствена екзистенција, која ќе создаде и култура на однесување. Како што тоа го правите ти? Види, ти ми одговори 3 прашања со рече сакам да ти ги поставам. Дури сега изборуваше за моктана алтернативната сцена во поглед на афирмацијата и актуализирањето на джезот, така да. Секогаш ќе помогне него мејнстрим. Ето тоа е тоа. Ај можеш и малку секојаш ќе помогне. Усвари Тони беше, Тони кажа, вика срцето на секоја уметност алтернативната сцена, нема да се вика нема да имаш ти уметност, не можеш да создаваш во места како ај се да не спомнам. Види, мислам убаво е да си почитувани. Ама бели црни музичари, знаеш? Ама, знаеш, и најголемите имиња во уметноста кои ќе станат, знаеш, угодени. Едноставно им секнува уметноста. И јас го гледам тоа бидејќи и сум филмофил и сакам режисери да следам. Е еден пример одличен, Николас Виндинг Рефн, еден од моите најдраги режисери, кога се појави, правеше толку добри филмови. Или, например, Ароновски, кога се појави со Пи, мислам, тоа беше неверојатно ремек дело, знаеш. Ама како што добиваат повеќе награди, повеќе пари, нивната уметност секнува. Така да, знаеш, не многу уметници кои се на високо ниво етаблирани, успеваат да го задржат својот уметнички интегритет. Океј, ајде збор од вас за джез фестивалите во Македонија, ти си соработувал, кажа и дека последно и со Скопски джез фестивал, и ствари двете изданија се за Скопски джез фестивал. Сега ќе ти ги прочитам јас вака и за гледачите на подкастот, бројот на изданија и дали си соработувал. Скопски джез фестивал 43 изданија, ова е стара информација. Свиреше се и ова година. Така, си настапил. Да. Офест, Скопје? Не. А Стиво джез фестивал во Штип? Сме свиреле со сето дамна, ама не знам дали во рамки на фестивалот. Така, Прилеп джез викенд? Да, неколку пати. Добро. Денес се е джез, тој и Мнипајко, Гоце што го прави, All About Jazz. Джез Фабрика фестивал, тој е во Битола? Не. Таму треба да дојдеш. Куманово джез да, фестивал? свиревме со селенците. Тетово джез фестивал? Сетовци свирија без мене, јас не бев. Добро. Тоа штука. Крај Вардарот джез Скопје? Имаме настапувано. И Арт Генератор Велес. Не, Две ама изданија. има најави дека треба да свириме. Ето, супер, види. И сега, мислам дека ова година уште 2-3 фестивали се формираат, се прават нови, така да мислам дека ќе стигнеме до кој бројка 12-13. Како ти гледа оваа страна со фестивалите? Да. Фестивали има многу. Секако, имајќи предвид колку мала земја сме, одличен бројот на фестивали. 10 активни, може би 12. Да, што некои веќе долги години траат. Така да тоа е многу битен фактор за ваква средина, каде што и на фестивалите воопшто не им е лесно да обстојат. Мислам и самиот Да. водиш фестивал, знаеш како е. Добре, Така да дефинитивно имаме имаме нешто што јас на колегите мои во странство им го кажам, што на нив им недостасува. Имаме неверојатно ниво на ентузијазам кој е клучниот фактор за да се создава ова што се создава. Инат. Да, и тој ентузијазам и кај фестивалите, и кај музичарите, создава сцена. Ние имаме джез сцена. И таа сцена е полна со и бендови, и индивидуални музичари. Интересна музика, креативна музика, и различна музика. Различна музика. И тоа е многу битно, знаеш, мислам, проблемот е што никој како целина не го препознава тоа на страна од джезерите. Па тоа е тоа што го зборував јас. Експортот, тоа би била задача не само експорт, него на ниво на македонска култура, знаеш. Ти во Македонија имаш култура на културно наследство, имаш 10 одлични локалитети, не знам, Хераклеа, Шарената џамија во Тетово и редица други. И цело време тие се афирмираат и државата има еден вид на култура дека тој тип на културно наследство треба да се афирмира. Меѓутоа, не го препознаваат джезот или другите стилови музика, каде што треба да се каже, окей, оваа група на музика
треба како целина да се представува, како што може Како уметничка културната форма, наследство. како класична што Да, е музика, точно. во музика е класична и джез, Знаеш, тоа е. мислам, и треба да има таа, како да кажам, програма каде што и алтернативната класична музика, алтернативната Ова како добро, да кажам, спаѓа под забавна капата на музика. спаѓа Да. под капата На на креативно. класика. Да. Значи класика и джез е уметничка форма. Не Сега- може и поп музика да биде уметничка форма. И како целина треба да се афирмира, знаеш, не индивидуалци, например, Леби Сол се одлични, супер се што направиле, меѓутоа не треба само Леби Сол и Настасија да ги збориме. Секоја чест за тие огромни бендови, благодарение на нив. Да, И не многу мина од нас станале музичари. так. Ама, знаеш, ти треба Тоа е да носталгијата. Пак се враќаме кај да на носталгијата. големите имиња, него имаш тековни многу добри имиња кои па и во пошироки рамки се препознаени. Јасно. И треба да се, знаеш, државата да ги не да ги фирмира на ниво да им овозможуваат свирење, него да бидат присутни на телевизија. Значи треба државната телевизија да има програма каде што македонските бендови и джез редовно ќе свират, значи секоја недела да има настапи. Јас имам нели соработка со македонска телевизија, сите концерти во рамките на Джез Фабрика фестивал ги снима македонска телевизија и ги емитува. И во тој дел можам да кажам дека националниот сервис особено помага за оваа работа. Супер, значи некој Помагаат за ова. Другите телевизии не баш. Па тоа немаат културна Немаат интерес, немаат немаат културна интерес. рубрика. Добро, моето предпоследно прашање е сега ти некиш да се детерминираш себе си како джез артист или сакаш, поима немам, сакаш или некиш, ај не си ни по избор на професија музичар. Ај ќе ти го прочитам прашањето, па ти кажи, не знам. Кога не би бил джез артист, што е вашиот алтернативен избор на професија? Ама ти не си джез артист, ти си археолог. Е сега, кога не би бил джез музичар или археолог, што би бил готов? Треба да гледаш еден многу интересен разговор што го има Ник Мейсон и Роджер Уотерс. Ник Мейсон? Бубњарот од Роджер Уотерс. Не, Уотерс. Роджер Уотерс од басист Pink од Pink Floyd, Floyd. да. А Ник Мейсон, тапанарот. Да. И Готово. после многу години ги споја заедно на вечер една која снима, во која чита картички со прашања. И имаше различни прашања, луѓето Рик Райт беше пианистот, Ричард Райт. клавиатуристот. И месец дена луѓето пишувале прашања и некој ги испринтал тие прашања, ги става на маса и они двајца како ние сега разговараат си вечераат и си ги читаат прашањата и си ги одговараат и разни муабети слегуваат. Едно од прашањата што се паѓа го избира Роджер Уотерс и вика мислам дека ова прашање за тебе се однесува и му го дава на Ник Мейсон. И ој го чита, вика што би бил кога не би бил музичар и Ник Мейсон го праша Роджер Уотерс. Вика зошто ова прашање на мене се однесува и Роджер Уотерс ми вика па ти си бубњар, не си музичар. Така да Другари на музичарите. така да мислам не тоа е шала да, што има ги тоа знаеме да не збориме нели и за Арт Блек и Науму и за Джин Крупа и еден куп други бубњари кои се лидери и музичари. Да, ама јас на студентите велам дека тапаните се најбитниот инструмент. Дека тапанот кажува што правиме или не правиме. Може би јас не би го Особено за джез. Секако имаат своја функција, ама секој инструмент е битен во музиката. Никој не би го истакнал барабанот или бубањот како најбитен, затоа што значи да не е Кире во нашиот бенд. Значи, мислам го издвојам него, и Ади и Кид имаат или да не се Владан и Васко во сет. Значи, кој ќе го крене бубњарот да свири малце поинаку, подинамично или да го спушти, така да секој инструмент си има своја улога, али знаеш што би бил кога не би бил, мислам. Не кажеш. Знаеш, не размислам на тој начин бидејќи од дете сум сакал да свирам, од дете сум свирал во смисол. Ама одбери нешто сега, одбери, кажи нешто што би. Не знам, поштар. Ете ти. Да, поштар. Поштар, одлично. Би сакал да бидам поштар, ама старите поштар. Сега пропаѓа македонски поштар. Не, ова сега немаме, да речем. Сега ќе бидеш некаква брза пошта. Не, знаеш, одам низ градовите, има поштари стандардни, знаеш, на точка се уште одат. И тоа е многу убава благородна работа, да им носиш вести или плата на луѓето или пензија на пензионерите. И неколку поштари знам за волја на вистината и во помали градови во Истра, например, имам роднина, пријател исто кој работеше како поштар. Тој ми кажеше многу убаво искуство по селата низ Истра. И тоа е супер работа, знаеш. И
си завршиш с работа, после си свириш гитарче, Да. кавал, Си ја завршил. што ти е кеф. Така да, мислам, никаде се мислам што би правил, што го правам тоа што сакам да го правам. Знаеш, сакам и да истражувам археологија, сакам Да. Среќа Сам те исполнува. Апсолутно, свирам со одлични музичари, одлични луѓе, прекрасни личности. И соработувам со разни музеи низ Македонија, меѓу кои битолски. Супер. И навистина правиме работи кои, како да кажам, ти дават една друга визија на тоа што постои на светот и нема зошто да размислаш што би правил како алтернатива. Што би му порачал на некој млад што би седел на тоа столче следно? Тоест, генерално една порака за младите. Тие што сакаат да се занимаваат со џез и утре што сакаат да бидат џез музичар. Па, најбитна работа е да знаеш зошто избираш одредена работа. Тоа е, знаеш, многу луѓе викаат, абе најбитно е да го сакаш тоа што го сакаш. Ти можеш да го сакаш, ама ако не знаеш зошто го сакаш, односно не знаеш зошто го правиш тоа, тогаш многу е потешко да истраеш. Затоа, знаеш, луѓето кога многу мина од нас на почетокот не решили јас сакам бидам џез музичар или ќе бидам сликар или ќе бидам него едноставно. Сакаш музика, сакаш. Те возбудува процесот на создавање или на не знам, следење некакво дејство. И во моментот не се случува кај сите нас во различни стадиуми од животот, има еден момент кога треба да размислиш зошто го правиш тоа и да знаеш зошто го правиш. Значи, спознанието дека правиш нешто и која е неговата општа корист или општа смисла, ти дава една многу убава, да речем, база, темелност, да продолжиш тоа да го правиш и кога се соочуваш со накви абсурдни работи кои што се соочуваме сите ние, онда некако истрајаш и не се толку битни. За разлика од многу други луѓе кои не знаат што прават и реагираат многу емотивно на работи кои ги повредуваат и се откажуваат многу лесно од професиите. Така да тоа е за мене најбитната работа, да знаеш што правиш и зошто го правиш тоа. Океј, мислам дека кажавме многу мудрости, многу паметни работи. Тоа ти што беше гостин на Джезот Фала денес. за поканата. И првиот серијал ќе го затвориме свечено со тебе. Ти благодарам И што следна година се надеваме втор серијал, бидејќи ова македонска џез сцена има и текако колку работи да каже и уште многу представници да представи. Ама следна година те чекам пак со трет албум. И немој да чекате, како рече, 5 години, 6 години чекаме за еден албум. Не, Нели беше некако, многу ти беше интересна најавата за промоцијата. Чекавме за ова, па толку, па толку чекавме. 10 години свиравме, а првиот албум го така. 10 години. Нема да чекаш 10 години за да вадиш ново. Да, во своја време се. Гоце, фала ти, довистина ми беше чест. Мене ми беше задоволство да се правиме ова, зашто ретко се збори за џез. Океј, фала.